Кога имате челична волја, верба во себе, вера, тогаш не постои пречка која не може да се премости, не постои проблем кој не може да се реши, не постои предизвик кој не може да се оствари. Може би е лесно да се каже, се разбира е потешко да се оствари, но тоа зависи од личниот менталитет. А пример за тоа како се ова претходно кажано може да се направи е нашиот охридски суперхерој Марко Пејчиновски, кој подготвува нов предизвик предстојното лето и токму тоа е повод за денешниот разговор во Спорт Плюс. Марко, добре дојде во студиото на Охрид Ньюз. Благодарам на поканата, фала ви што ме имате. Подготвуваш нов предизвик, кршиш стереотипи, тркала, поминуваш граници кои навидом се чинат невозможни, од каде ја црпиме силата и после ќе се вратиме на предизвикот. Силата ја црпиме од различни извори, но најглавниот е мојата вера во Бога. Тоа ми е најголемиот извор на енергија, бидејќи со верување во него имам искусено дека се може да се успее, само преку него. Новиот предизвик е Ironman, модифициран, онака како што ти си го замислил. Се разбира, локацијата е Охрид и Охридското езеро, Струга и околината. Ќе биде тоа во месец август, традиционално кога станува збор за тебе на празникот Света Богородица. 106,8 километри. Трчање, возење велосипед, со точак околу езеро, се разбира, и на крај пливање. Може малку детали? Да, новиот предизвик, како што кажавте, е Ironman, но во мојот случај модифициран кон потешкиот начин. Во која смисла го кажувам тоа? Стандардниот Ironman е 180 км возење велосипед, 42,2 км трчање и 3,8 км пливање. Јас го видоизменив во 42,2 км трчање, 42,2 км возење велосипед и 22,4 км пливање. Односно, исто колку што се дистанците помеѓу Свети Наум, Струга, од Струга повторно назад до Свети Наум и од Свети Наум со пливање до Охрид. Тоа е новиот модифициран Ironman. Не знам дали некој што е спортски фанатик ќе го признае како Ironman, но кој знае, можда ќе е нов триатлон или маратон што можда помене ќе се именува или ќе е нов во светски маратон. Да, Ironman Марко, ќе ова бај Марко. Да. Стартуваш со трчање, потоа оди возење, нели, велосипед околу езеро и на крај доаѓа 22 километри, нешто повеќе пливање од Свети Наум до градското пристаниште. Да. Тоа го направив поради проблемот кој повеќето го знаат на мојата лева нога. И сакав најтешкиот дел да е прв, но како што идат предизвиците, секој маратон посебно ќе е со иста тежина. Како се подготвуваш за предизвикот? Веќе веројатно си во процес. Да. Моментално сум фокусиран повеќе на делот за трчање и пливање, бидејќи таму имам најголем проблем. Пливањето ми стана огромен проблем, имам нова повреда која нема да навлегам сега, туку како што поминува времето ќе спомнам за неа и зошто не сум навлегол сега, туку сакам потоа да можам да ги инспирирам и преку таа повреда и на другите. Бидејќи во тие два маратони посебно имам најголем проблем и најголем предизвик, моментално сум целосно фокусиран на нив, но забрзо ќе почнам да и со возењето велосипед. Секогаш кога ги правиш твоите, нели, подвизи, главна твоја порака е дека со волја, со верба во себе може да се реши секој проблем, може да се живее успешно со секој проблем и ништо не мора да представува хендикеп и дека некои работи кои навидом изгледаат невозможни стануваат возможни. Точно така. Да.
Колку луѓе си инспирирал досега, дали некој ти пришол, ти се јавил, ти пратил порака дека променил нешто во животот гледајќи што ти правиш со сите твои проблеми? Јас повеќе гледам за дали можам на некого од мојот случај нешто да научам. Тоа е исто со овај мој нов предизвик. Имам, за разлика од другите години, многу поразличен пристап, бидејќи претходните години беше повеќе фокусирано на само предизвикот, да го направам и тоа да е тоа. Сега сакам да сите работи кои што сум ги научил низ годините, без разлика на моите 19 години, јас се чувствувам, а и други ми имаат кажано дека мојата приказна е посебна, поради причина на сите тие потешкоти и предизвици кои животот ми ги има пружено и како што реков, без разлика на моите 19 години, се чувствувам како да можам да му помогнам на светот со моите учења, да ги наречеме. И со своите дела? Да. И ќе пробам така да е за ова. Како успеваш околу подготовките, па ќе те навратам да ги споиш, нели, твоите обврски, бидејќи се дообразуваш во моментов, живееш надвор од Охрид. Како изгледа еден нормален, обичен ден на Марко? Па во последните месеци, кога почна посериозно со тренинзите, ми е константно работа. Дали е тоа тренинг или во мојот личен живот, дали е со учење или било што, константно работа. Тоа го правам од причина не дека сакам. Верувајте ми дека секој чекор јас кој го правам ми представува болка. Секој завеслај во моментов кој го правам ми се представува болка. И многу често не сакам да станам од сабајле, дека знаејќи дека треба јас додам на тренинг. Но си размислувам. Што ако луѓето речат Марко Печиновски можеше да е некој нешто, ама жално не сакаше или не се потруди. Како можам јас тоа да си го дозволам, да го извалкам презимето, со тоа дека не сум сакал? Да ги разочарам моите предци кои се бореле за својот живот или за јас сега да имам привилегии кои ги имам? Или како можам да ги разочарам моите потомци? Како ќе се чувствуваат тие ако го носат презимето Печиновски, ако јас сум го потрошил животот? И станува доаѓа до поента каде што не е веќе што сакам да се направи, туку што мора да се направи. Овој предизвик јас кој го правам не е повторно дека едва чекам да го направам, бидејќи, како што кажав, болка е и знам дека треба да трпам, но во последните 2 години, од 2,5 години од моето последно пливање, психичката тортура беше поголема него било која физичка болка. И знам дека и сега ќе е тој случајот. Таа физичка болка е не блиску до тоа што треба да издржам. И можеме да се навратиме на тие 2 години наназад, кога го завршив јас тој предизвик. Целта на првичната цел на тој предизвик, триаголникот, 64 км пливање, ми беше да го завршам, бидејќи не се чувствував дека 2019 година бев тој што требаше да сум, односно ги имав тие болки со ногата што морав да го прекинам пливањето. Но, како што некои знаат, а некои не знаат, таа 2022 година почина и мекано, која боледуваше со рак и дали јас свесно или несвесно јас тоа пливање го посветив на неа. И кога го завршив јас тоа пливање, кога видов дека таа не е тука, тогаш сватив дека веќе не е тука, дека немав на кого да му го посветам односно пливањето, се осетив многу празно, многу. На крајот на 2024 година, кога веќе константно не можев да добијам здрав сон и кога сите спомени кои ми тежеа и целиот стрес од иднината и моменталната состојба моја наеднаш ми стежна и кога една вечер се навраќав на сите тие работи, бев без емоции, што ми беше чудно. Но најтешкиот факт беше тоа дека кога сватив
дека јас имам оддалечено од Бога. Дека јас секоја молитва навечер во последните неколку месеци ја рецитирав, не беше од душата. Во тој момент побарав прошка од Бога, побарав да го земе мојот живот под контрола. Во истиот момент ми се избистрија мислите, ми падна цела таа тежина од на срце и како идејата да ми скокна за овој предизвик, бидејќи пак ќе кажам, јас можев и да не го правам овој предизвик, на никога не му должам ништо. Но знам прво дека јас самиот си должам, дека ова го правам за да му покажам и на другите дека без разлика каде и да сте изгубени, дека има надвор, има начин за надвор со помош на Бога. Овај излез од таа бездна го правам преку овој предизвик, но секој има различен начин на тоа како ќе го прави. Но јас сакам да ги научам на луѓето како да се тргнат од таа бездна, како да го контролираат мозокот, односно преку сакање на работите кои ги мразат. Една од поентите од ова твое инспиративно отварање вака е дека човек мора да си поставува предизвици пред себе доколку сака да се движи во вистински правец. Подготвивте инспиративен видеоспот како најава на предизвикот кој ќе предстои ова лето. Снимен е во Охрид и навистина лично ме одушеви затоа што е полн со емоции. Чија беше идејата, како го реализиравте? Како што кажав, кога веќе се одлучив дека ќе оправам овој предизвик, почна да ми идат идеи, бидејќи не сакав да е како претходните години, како што кажав, само го правам предизвикот и тоа да е тоа. Сакав да оставам трак и белег и се одлучив на такво видео најава и многу ми помогна тоа што во тој период татко ми пушти поранешно интервју од него и од мајка ми каде што зборуваат за мене. И мајка ми кажа реченица што е на крај на видеото, поентата на тоа што пливат беше за да најде желба за живот. Исто тој сега, тоа е пораката, потрага по желба за живот. Како што го гледав интервјуто повеќе пати, јас полека го пишев тоа сценарио за видеото. И благодарност до Перспектива Рекордс кои беа сосема професионални и мојата идеја ја претворија во реалност. И сум многу задоволен со тоа видео и тоа видео според мене ќе живее долги години. Ти си најмладиот кој го препливал Охридското езеро, од Светинаум до Охрид, од Охрид до Светинаум го преплива така наречениот триаголник. Речи си, нема нешто што кое не си намислила, не си го остварил да. Гледаш ли лимит некаде, чувствуваш ли некакви граници до каде или се предизвикуваш постојано? Ќе одиме чекор по чекор, бидејќи како што поминува животот, сваќам дека не секој ден е гарантиран. Не знам јас дали колку и сурово да звучи, не знам дали јас ќе преживеам тоа дента на предизвикот, но одиме чекор по чекор, одиме предизвик по предизвик и секој ден е предизвик. И затоа се подготвувам од ден за ден. Марко Печиновски, инспиративен како и секогаш. Ти благодарам на издвоеното време, на овој разговор, секогаш е задоволство да се биде во твое друштво. А се надевам дека со задоволство не следеа сите кои во овој момент се на фреквенцијата на Охрид. Благодарам и вас. Пријатно.